вежба испитуваме структурата на материјата со помош на електронска дифракција. Овде електронски сноп паѓа на слојот графит и тој има кристална структура, така што во овој случај ќе игра улога на дифракционна решетка. И на флуоресцентен екран можеме да ја набљудуваме дифракционната слика. Првиот и вториот дифракционен круг овде настануваат како резултат на дифракција од две рамнини од графитот со растојание D1 и D2, кои што може да се определат понатаму со помош на графичко представување на зависноста на радиусот на овие дифракциони кругови од брановата должина на електроните. Значи, во оваа вежба можеме да ја забележиме брановата природа на електроните. Со менување на напонот се менува и диаметарот на двата круга и за 5 вредности на напонот до 10 кВ се мерат диаметрите. Со помош на шугер се мерат внатрешниот и надворешниот диаметар и се бара средна вредност. Понатаму со помош на радиусот се определува брановата должина на електроните. Овде се црта графички зависноста на радиусот од брановата должина. Радиусот измерен во милиметри, брановата должина ја добиваме во пикометри. Се добива права од 5 измерени вредности и произволно избираме две точки од правата. Потоа ги наоѓаме соодветните координати на двете точки x1, x2, y1, y2 и од тука наклонот на правата е всушност тангенс од аголот кој што го зафаќа правата со x-оската. Значи наклонот овде го наоѓаме како делта y врз делта x. И што делта y всушност не е делта r, делта x не е делта ламда. Од наклонот понатаму се определува растојанието помеѓу рамнините во кристалната структура на графитот.